Иако претходно објави дека заради новиот корона бран ќе го ограничи своето физичко присуство на сајмот на потрошувачка електроника во Лас Вегас, BMW не можеше да се воздржи да не го покаже автомобилот што менува боја. Се работи за електричен iX обложен со посебен слој исполнет од микрокапсули со дебелина на влакно со негативно наелектризирани бели и позитивно наелектризирани црни пигменти. Тие со соодветна електрична стимулација се собираат на површината на микрокапсулите, правејќи возилото да изгледа бело или црно. Овој процес компјутерски е контролиран со што се добиваат фасцинантни ефекти при промената на бојата на каросеријата. Од BMW ќе кажат дека ја креирале оваа технологија наречена e-ink, бидејќи сметаат дека во иднина дигиталните искуства нема да бидат ограничени само на екрани. Со неа возачот ќе има можност да го покаже своето моментално расположение или пак едноставно да го вклопи својот автомобил во околината. Но незината практична употреба може да значи и заштеда на енергијата, бидејќи светлите автомобили полесно ќе се разладуваат на лето, а темните ќе се загреваат на зима. Самата технологија енергетски е доста ефикасна, бидејќи струјата од микрокапсулите тече краткотрено, само во фаза на промена на бојата. Иако покажаа дека целосно е функционална, од BMW засега немаат никакви најави кога таа ќе биде достапна на нивните автомобили. Покрај оваа камелеонска технологија, другите иновации на BMW главно од инфозабавната сфера, но и сосема новиот iX M60 останаа некако во сенка. Тој со своите 619 конски сили и 1100 ньютон метри вртежен момент го спојува најдоброто од три света, овозможувајќи извонредни искуства во дегустирање на електричните перформанси. Достојна на буквата М, што ја носи забрзува до 100 км на час за само 3,8 секунди, при тоа нудејќи автономија од 566 км. Пазарното деби на овој модел ќе биде во јуни, по цена која во Америка ќе изнесува $106,000. Колку ќе чини на другите пазари не е познато. Пред 2 години Sony ја изненади целокупната јавност представувајќи го електричниот Vision S, замислен да ги демонстрира технологиите кои компанијата ги има развиено за автомобилската индустрија. Но уште тогаш беше јасно дека амбициите на јапонскиот гигант се малку поголеми и затоа покажувањето на новиот концепт исто така во Лас Вегас се доживеа како нешто сосема очекувано. Исто тоа важи и за најавата за формирање на посебна компанија која ќе има за задача да ги истражи можностите на нивно вклучување во автомобилската индустрија како производител на електрични возила. Ако судиме според концептите, тогаш ќе бидат добре дојдени. Новиот модел покажан сега на CES е кросовер со 7 седишта и има сличен дизајн како и претходниот. Направен е на истата архитектура, иако подолг, има исто меѓуоскино растојание. Опремен е со висински прилагодливо воздушно осланување кое треба да му го олесни совладувањето на теренските пречки. Во тоа ќе помогнат и дуетот електромотори со по 272 конски сили кои се распределуваат на сите тркала. Заради намената максималната брзина му е пониска од онаа на седанот и изнесува 180 км на час. Информации за капацитетот на батериите нема, но затоа Sony со гордост раскажува за целата електроника и сите системи вградени во него. Ги има многу, но највеќе фасцинира можноста за далечинско управување демонстрирана со видео снимка која покажува како возач од Јапонија го контролира возилото кое е во Германија. После се можеме само да констатираме дека новоформираната компанија ќе има малку работа и за кратко време ќе излезе со препорака која сите ја очекуваат. VinFast започна да ги остварува своите амбиции. Со троскок во Лас Вегас ја наполни својата гама со 5 модела, сите кросовери и сите електрични. За најголемите два веќе познати од салонот на автомобилите во Лос Анџелес, кои сега имаат нови ознаки, VF8 и VF9, објавени се и цените. Тие во Америка ќе стартуваат од 41, односно $56,000 и ќе доаѓаат со гаранција од 10 години или 200,000 километри. Помалите три со ознаката VF5, VF6 и VF7 кои се планирани за лансирање во 2023 година
се сосема нови од А, Б и С сегментите, а за нив за сега се знае само дека се дизајнирани во Италија. Другите детали не се објавени, ниту пак е покажано како изгледаат внатре. Виетнамскиот производител ја искористи приликата да објави и дека планира при крајот на 2024 година да започне со производство на своите електрични возила во Соединетите Американски држави. Со настапот на ЦЕС, турскиот конзорциум ТОК, составен од 5 моќни компании, дебело поддржан од државата, покажа колку е сериозен во своите намери за лансирање национална марка возила. На првите два модела, чие производство во сосема новата фабрика во близината на Бурса треба да започне веќе при крајот на годинава, ќе им се придружи и трет, кој турците гордо го покажаа во Лас Вегас. Чудно наречен Transition Concept Smart Device, но доста атрактивно дизајниран од Pininfarina, според претходните објави ја има истата техничка основа како и веќе познатите модели. Но дали тоа значи дека купувачите исто така ќе може да бираат верзии со 1 или 2 електромотора со 200 и 400 конски сили и 2 пакети батерии кои ќе им овозможат поминување на 300 или 500 километри? За сега не е познато. Турската компанија има планови до крајот на деценијата да располага со гама од 5 модели и да произведува по 175.000 возила годишно. Во последниве години светот се сврте наопаку. Навистина, бидејќи последно нешто што ќе побараме на ЦЕС беа трактори и багери, а годинава на сајмот за потрошувачка електроника и нив ги имаше. Сепак оправдано, бидејќи со своите технологии тие посочуваат нови развојни патишта за сите специјализирани машини. Така, тракторот што го изложи американскиот гигант John Deere не само што автономно се движи, туку може и сам да ги обавува земјоделските работи, контролиран преку мобилен телефон. Засега без возач може да ора и сади семе само во рамна линија, но со текот на времето бројот земјоделски задачи ќе биде зголемен. Основата ја даваат 6 камери и моќниот компјутерски систем со вештачка интелигенција, кои на обичен трактор може да се инсталираат за само еден ден. Во план е годинава да се испорачат првите 20.000 вакви комплети по цени кои не се објавени, но се очекуваат да се движат околу $50.000. Јужнокорејскиот Дусан во Лас Вегас настапи со целосно електрично багерче Bobcat. Опремено со батерии од 62 киловат-часа, тоа во реални услови може да работи цел ден без никакви трошоци за гориво или мазива, бидејќи нема хидроулика чија улога ја има превземено електриката. Интелигентниот систем за напојување е способен да го препознае оптоварувањето и во зависност од него да испорачува само толку сила колку што е потребно, со што батериите траат подолго. Предност исто така му е и што без потреба од дополнителни мерки за вентилација може да работи и во затворени простори. Првиот купувач кој веќе е познат ќе ги добие нарачаните примероци од оваа електрично багерче уште оваа година. Електричните технологии даваат нови можности за автомобилската индустрија, но уште повеќе лажни надежи. Затоа и не можеме да ја класифицираме иднината на калифорнискиот стартап Alpha Motor Corporation, кој основан пред 2 години, досека физички има направено само 2 возила, но и подготвено богат коктел ветувачки проекти. Меѓу нив се купе, кросовер, неколку пикап верзии и интересниот седан наречен Сага, кој сега го покажа и во караван изведба. На прв поглед невпечатливо дизајниран, тој сепак со своите стилски особености има способност магнетно да ги привлекува погледите. Според замислата на надлежните од компанијата, каросеријата треба да му биде направена од челик со висока цврстина и алуминиумски панели. Силно нагласените теренски детали треба да покажат дека располага со интегрален погон на сите 4 тркала, обезбедуван од 2 електромотора со непозната моќност. За да не бидат обвинети дека намерно ги кријат техничките поединости за да задржат доза мистичност, неговите креатори наведуваат дека има батерии од 85 киловат-часа кои треба да обезбедат некои 500 километри автономија.
Зголемениот клиренс и профилираните пневматици треба да уверат дека е способен да се справи со нехумани теренски предизвици каде засилувањата на каросеријата ќе го заштитат од негостољубивата околина. И сето тоа за цена помеѓу 45 и 55.000 долари, кои веднаш започнаа да привлекуваат заинтересирани купувачи, иако воопшто не е објавено ниту кога и дали воопшто ќе се најде во продажба. Всушност, компанијата досега ги нема објавено ни собственичката структура, ниту пак изворите на финансирање. Се што кажаа на јавноста е дека се ангажирани во контактите со потенцијални партнери кои би можеле да ги произведуваат нивните возила.